Вторник, два надпревари на Европско првенство. Последни од првото коло. Последна група може би една од подосадните на шампионатот. Ама тука е Португалија. Какви се вашите импресии од овие први надпревари до сега, пишете во коментар. Прв меч Турција, Грузија. Сега, Турција беше дефинитивно најголемото изненадување во квалификациите. Завршија први во групата пред Хрватска. Винченцо Монтела се покажа како вистински избор за клупата на Турција. Направи компактна група, го има Чалханоглу како лидер, а тука е младата звезда на Реал Мадрид, Арда Гюлер. И уште неколку фудбалери имаат добри си во средини и во одбрани и во напад. Борбени се, имаат све што им треба. Сега, во последниве пријателски надпревари имаа послаби резултати, ама сега е она вистинското за нив. Плюс, имаат среќа што се најдоа во не многу тешка група. И уште нешто. Колку турци живеат во Германија. Дечки, Турција во Дортмунд игра како на домашен терен, како во Истанбул. За Грузија успех и самиот пласман на овој европско првенство. Историски пласман за нив. Игра бараш, како и пред 4 години кога изгубија од Македонија и ја тепа Грција по грчки 1-0. Го имаат Кварацкелија и се ќе зависи од него. Ако успеат нешто да направат, он ќе биде кривецот за тоа. Среќа за нив што не играа бараш пак со нас. Ќе тепа Турција. Втор меч Португалија-Чешка. Португалија е во групата на фаворити на европското првенство, како по обичај. Мартинес има одлична репрезентација со еден куп звезди и нормално главната звезда повторно е Кристијано Роналдо на 39 години. Овој пат за него ова дефинитивно ќе биде последен голем шампионат. Вајда. Ако ја заврши репрезентативната кариера со титула на овој шампионат, тоа ќе биде јаготка на шлагот на тортата за човекот кој што ги освои сите рекорди со репрезентацијата. Овој пат нема се да се врти околу него. Тука се Бернардо Силва, Леао, Бруно. Одличен тим. Чешка имаше релативно лесна група во квалификациите, но повторно заврши позади Албанија, иако пред Полска. Во подготовките запиша 5 победи од 5 надпревари, меѓу кои оној последен надпревар со Македонија. Арно, ама ако одиграат како на тој меч со Македонија, тош немаше да бараат на европско првенство. Тепаа 2-1, ама со 2 гола од пенал. Добро, реално не надиграа, не уништија, ама не дадоа гол од игра. Иако против Македонија помогнаа сомнителни пенали, тоа нема да им помогне против Португалија. Тепа Португалија и ништо чудно Роналдо да даде гол. Некако кратко видео, 2 надпревари. Ама добре, утре имаме 3 надпревари и тоа топ интересни надпревари. Следете на социјалните мрежи на Instagram и Facebook Overtime with TJ, ставете subscribe и кликнат звончето на YouTube каналот BMG Network за да добивате известување за сите наредни видеа. А ќе ги има многу секој ден за време на европското првенство. И да, коментирайте, кажете ваше размислување, нешто да препишеме. Чао!